Здраво дечки и добродојавте во уште едно видео од овој нов серијал за HTML и CSS. Во претходното видео зборувавме, ако добро се сеќавам, за линковите, за атабот или елементот, и како што гледате од ова презентација со два слайда, во ова видео шесто пред ќе позборуваме малку за некои елементи, односно тагови кои се користат за форматирање на текста. Но пред да започнеме, доку не ви е тешко, кликнете на ова subscribe копче на каналот, за да ги следите сите нови видеа што излеваат. Претходните 2-3 недели да не бе возможно да снимам некој видео поради некои обврски, но сега ќе се обидам да убрзам малку и да дојдеме до тој поинтересниот дел, односно каде што ќе зборуваме за CSS. Но ако што реков пред да почнеме со CSS, да ги поминеме најпрво основите за HTML, бидејќи има доста луѓе што ги гледат овие видеа што, да речеме, не ги знаат баш основите на HTML, па овие видеа се наменети и за нив. Па да започнеме. Значи, ќе го чистиме овој документ. Се што имавме до сега, за сега ни е малку почисто. Ќе избришиме сите овие тагови до тука и ќе имаме еден чист файл. И ова страница речеме дека не ни треба, ќе избришеме. Move to trash и имаме празен HTML документ. И тоа ни изгледа нешто вака. Па да започнеме со еден параграф и ќе речеме first. Ќе генерираме некој lorem ipsum. Lorem 10 и како што гледате ни генерираше некој реченица lorem ipsum, што е рандом текст од 10 зборови. Значи пишете lorem 10, 20, 50, 15, 11 број колку сакате и тап, да речеме 14 и ќе генерира 14 lorem ipsum реченица 14 зборови. Значи имам некоја реченица. Проста реченица. И сега да ги видиме овие тагови. Значи, во оваа презентација ги гледате, ги имам набројано. Овие елементи кои ќе зборуваме за CSS, ќе гледаме ги избегаваме, да не ги користиме повеќето. Меѓутоа добро е да ги знаете. Па е да почнеме напред со овие три тага. Значи имате B tag или B елемент, како ви е полесно, кој што се користи за здебелување на текст, односно bold, и за italic и U за underline. Ајде да ги видим, да речеме, сакаме ова да ми биде lorem првиот збор да ми биде bold, оставаме во B tag, ајде копи, пасте и ајде да речеме ова ќе го избришем, да имаме, не, ајде целата линија ќе оставиме, нека не биде болдирана, па изгледа малку почисто. Мислам дека имаше шорткат Alt, Shift и долна стрелка и тоа ќе не дуплира целата линија ако не сложим. Да, значи држам на мекот на Options и на Shift и кога стиснам, значи селектирам ми е ова линија, крајот на ова линија, мислам може и на почетокот, кој да е, која линија ни е селектирана, Options, Shift или Alt, Shift и надолу и тоа ни е дуплира таа линија. По тоа, значи интересен шорткат што би било добро да го знаете. И рековме ова линија сакаме да не биде bold, еве направивме bold и да видим како тоа изгледа. И како што гледате текстот ни е здебелен. Ајде ќе го дуплираме сето ова уште еднаш и да речеме дека ова сакаме да не биде italic. Што ми се израмети тука. Не знам зашто да се искрши текстот. Управно сака да биде вака. Ајде нека биде така како и да е. Italic, втората линија ми е italic. Параграф, втората линија. Добро, така да го знаете, значи имате BR за break. И со ова ќе ни стави нова линија за да не биде во нова линија на редниот текст. Значи BR ни генерира нова линија. BR и имате исто и HR.
ова ќе ни стави, значи, мислам дека ова без затворен так, хоризонтална линија, гледате, ова линијата ни генерира што е хротагот. Окей, имаме италик, избришеме ова хр, нека има само бара. Ќе го копираме уште еднаш, може да со Alt-Shift долна строка да го дуплирам, но ајде ќе го копипасте и U за underline. Значи не знам зашто вака ми го форматира текстот, значи треба да ми е вака. Но Visual Studio Code има запнато да биде тоа така. Нека биде вака почисто малку. И може да пиша да удрам команда за Save Without Formatting, Command Shift P и има Save Without Formatting. Пишете команда и ќе се зачува без да го изврши притир форматирањето. Да не ми се крши, не знам зашто ми се крши, ќе видам после видеото или друг пат кога ќе можем, зашто ради овие таго ми се крши. Значи имаме B, еден ред, болдиран, значи се што е измеѓу елементот, значи ми е вредноста, текстот, болдиран текст, потоа имам италик текст и имам underline текст. И едно бара имам заборавено, за да ми е се почисто, да се вратим тука едно бара фали, бара, само за парички так. Па заборавив да го зачувам без форматирање, нема врска, се надам дека не ве, вака. Save Without Formatting. Значи имаме bold, имаме тука италик, отворен так, затворен так, и имаме underline, отворен так, затворен так и помеѓу нив имаме бара так. И еве ги, значи еве го bold со B тагот, еве го italic со I тагот и еве го U за underline. Да видим во презентацијата, значи после имаме strong и emphasize. Овие се понови тагови од HTML5 и се викаат семантички тагови. За тие семантички тагови ќе позборуваме друг пат, значи тоа се, да речеме, поддескриптивни тагови, што помагаат, значи, со accessibility, значи да можат страницата да ја користат луѓе со некој недост език, например, што не може да гледат, што користат скринридери, така натаму, значи овие се такви semantic tags, за семантички тагови, значи ќе зборуваме понатаму, ајде да ги пробаме овие strong и M. Ќе го извршам underline и B ќе го заменам со strong, и ќе го заменам со M за emphasize. Command Shift P, Save Without Formatting. И гледаме овие првите две линии ми се сосема идентични како и претходно. Small, значи не знам дали имам колку време имам само на момент. 8 минути, ќе ги гледаме ги поминеме сите, значи со small тагот имам малку поднамален текст од нормалниот, ајде ќе копираме ова линија. Да речеме emphasize овдека и ова ќе го ставиме да биде small. Како тоа изгледа, што гледате малку е помал од горниот текст. Повторно заборавив. Треба да е small. Small. Save Without Formatting, значи го видовме и small тагот. Два пати сум го копирал. Дај го горе. Ова ќе го замениме со нешто друго, да речеме mark, значи со mark ќе ни биде вака прецртан текстот. Да го видиме тоа. Mark. Save Without Formatting. Не тука, не тука, што гледате со жолта боја ми е прецртан текстот. Уште еднаш да повторам, значи голем дел од овие, значи нема воопшто да ги користиме, туку наместо да ги користиме овие тагови, ќе користиме CSS. Го видовме и mark,
subscript и subscript висува е на степен и кога имате во математиката до 1-2 индексирање, значи sub ви е долу, значи за индексирање, а sub ви е горе, односно како корен квадратен. Да го видиме и тоа, речеме сакаме ова, ајде, малку ќе го изменим, ова да сакаме да не... Ајде, помарк нека биде, сакаме ова избор овдека, кој што иде, кај биде sub, а овој овдека сакаме да не биде, да речеме sub. Тука save without formatting, значи ево горе, subscript и ево го sub, значи како submarine долу и subscript за горе. Значи тоа е некоја, да речеме, логика по која што може да ги памтите. Subscript, submarine, некоја логика, submarine за долу, за индекс, а subscript за горе. Доку не можете да ги запамтите која што беше. Нешто друго имаме, subscript, insert, значи за вметнат текст, не значи нешто што отпосле, да речеме дека има некој пост и сме го измениле и тој текст може да го додадеме како insert, нешто што е додадено отпосле, и дел не е за представува текст со една линија. Ајде да видиме и дел. Ова sit ќе не биде, пак се правив. Sit ќе не биде во дел, значи ќе не биде во прешкртено со една линија. Кој што гледа sit, на средината има една цртичка повлечена. Со ова мислам дека ги поминавме овие сите што ни се за форматирање и уште еднаш ќе ви речам, добро да ги знаете дека постојат, значи на брзинка кога треба да користите нешто, кога не сакате да пишувате CS, значи ви треба само bold, значи може тогаш да го користите, и тоа препорачливо е сите овие работи што ни се со форматирање на изгледот на самата страница, за се да се користи, значи CSS. Препорачливо е. Исто така во описот на видеото ќе видам или ќе ги ставам овие два линкови или ќе закачам целата презентација некаде, да може да ја погледате, дека многу голема презентација, два слайда се со сите овие спомнати елементи или тагови и тука имате два линка што може да прочитате повеќе на W3 School и на MDN. Така дечки, за ова видео мислам дека е доволно. Да видам ако имам време ќе снимам уште едно после тоа, иако до сега повеќе пати имам обеќано дека ќе снимам повеќе видеа, меѓутоа секојаш нешто испадне, така да не можам да продолжам. Ова видео на 14 минути, да, сосема доволно, реков дека ќе гледам да бидат по можност под 15 минути. И уште едно, значи доку не ви е тешко, кликнете на subscribe копчето, стиснете на лайк на видеото доку ви се свига, доку не ви се свига, дислайк има да секако, пишете по некој коментар за YouTube да ги фати видеата и да испаднат во suggestion на некого, значи да се шири. Уште еднаш ќе напомнам, значи немам намера да ставам никакви реклами, ни спонзорирани содржини, ни ништо така, додека имам волја, ќе снимам видеа, ако ме снема на еднаш како што ми снимувано до сега повеќе пати, ќе чекате кога ќе имам во некоја наредна прилика повеќе мотивација и да снимам нови видеа. Поздрав!